civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што најавувавме овие денови, а и на претходниот настан пресконференцијата на Цивил за изборниот мониторинг, така и ќе започнеме за состојбите, но и за решенијата на проблемите поврзани со деструктивниот потенцијал што го носи говорот на омразата на панел, дискусијата на Цивил под наслов Говор на омраза, состојби и решенија. Ќе говорат Снежана Трпевска, Институт Ресис, експертка за медиуми и медиумско право, Петрица Рачини, активист, новинар и исто така експерт за медиуми, и Кочо Андоновски, програмски директор на ЛГБТИ Центар за поддршка, активист, уметник. Модератор на оваа панел дискусија ќе бидам повторно јас, Џабир Дерала, председател на Цивил. Би сакал да започнеме веднаш и тоа од Трпевска, која ќе ја замолиме да ни даде еден општ поглед на говорот на омразата, кои се состојбите што вие и вашиот институт, а секако и вие како експертка можете да ги установите во овој период. Се разбира кој е контаминиран, би рекол во овој случај, со изборната тематика, односно предизборната кампања, и се разбира во понатамошниот тек на овој разговор можеби да се обидеме заеднички да дојдеме до некои решенија, повелете. Да, благодарам. Благодарам за поканата на Цивил. Јас едно време предавав медиумско право и можеби затоа Џабир се договоривме да ме представи така, да зборувам на оваа трибина до некаде за регулаторните аспекти. Тоа ќе биде веројатно една од темите понатаму, но она што сакам да кажам е дека првенствено сум истражувач и организацијата од каде доаѓам се занимава со истражувања. Настојуваме да правиме повтемелени истражувања кои ги откриваат повеќе причините за појавите, нели, не само нешто што се движи на ниво на констатирање на потреба од нови политики и решенија. Во однос на говорот на омраза во медиумите и надвор од медиумите, како сакаме офлайн или онлайн, сите знаеме, долго време се занимаваме со оваа тема, многу дебати има одржано, многу анализи има направено, еве и колегата Петрица Рачини во рамки на Македонскиот институт за медиуми, дури повеќе анализи имаше направено, имаше и безомразно една веб страница, така што она што мене ме интригира е зошто сега ние се соочуваме се уште со тоа со кое што се соочуваме, иако веќе можеби повеќе од 2 децении во ова либерализирано медиумско обкружување, 3 децении, значи веќе зборуваме за тоа дека медиумите треба да промовираат толеранција, а не говор на омраз. Едно истражување поново на кое работев јас во име на Ресис за потребите на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги имаше за цел да ги идентификува нивоата на медиумска писменост кај популацијата. Меѓу другото, имавме неколку прашања кои се однесуваа на тоа колку публиката препознава различни видови потенцијално штетни содржини не само во медиумите, туку и на социјалните мрежи. Значи, она што сега нас не интригира е не толку традиционалните медиуми, бидејќи тие не се толку веќе извор на говор на омраза, туку она што се случува на социјалните мрежи, а знаеме дека помладите генерации за нив социјалните мрежи се примарен извор на информирање. Тие се времето што го минуваат на социјалните мрежи е многу поголемо од времето што го минуваат крај традиционалните медиуми, значи барат извори на информации пред се од постови на пријатели или од линкови ставени на социјалните мрежи. Едно од прашањата беше колку препознаваат такви содржини, вклучително и говор на омраза, кој или доаѓа од политички актери со цел да се дисквалификуваат други политички актери или говор на омраза насочен кон различни ранливи групи. Значи не прашувавме конкретно, прашувавме за повеќе групи ранливи. Податоците кажуваат дека
Публиката многу препознава на социјалните мрежи, многу среќава вакви содржини, но истовремено на другото прашање колку реагира на ваквите содржини, гледаме дека исклучително мал процент. Едно друго пак истражување за ставовите... Да прекинам во едно. Значи, велите дека не реагира. Не реагира. Тоа што мене ме интригира го нема влијание говорот на омразата врз нив. Значи не можеме да знаеме колкаво е влијанието, но луѓето кога ќе сретнат постови со говор на омраза од пријатели или од други, не реагираат со цел да го разобличат, да го негираат, да го искритикуваат говорот на омраза. Значи не покажуваат чувство на солидарност и заедништво со тие ранливи групи. Значи тоа е она што ме интригира. Второ, едно истражување што скоро го објави Вестминстер фондацијата за ставовите, перцепциите на младите во Македонија, меѓу другото, говори дека над 60%, околу 60% од младата популација, на пример, смета дека ЛГБТ популацијата не треба да учествува во политиките. И тоа беше, мислам, тоа истражување предизвика многу реакции на социјалните мрежи, не знам дали го забележавте. Значи тоа укажува на фактот дека, за жал, меѓу младата популација се уште има многу конзервативни ставови. Таму беше и податокот дека, на пример, над 80% сметаат дека на државава и треба црста рака. Значи, многу големо ниво, високо ниво на конзервативизам меѓу младите. Сега, она што јас мислам дека е проблем со тоа како ние, како општество, се справуваме со говорот на омраза, е дека го посматраме повеќе изолирано, не дека не сме се обиделе да ги гледаме и другите причини, туку го посматраме изолирано од неговите општествени корени. Значи, за да дојде да се случува говор на омраза, значи дека има многу предрасуди вкоренети кај луѓето кои се создаваат некаде во нивниот развој. Значи, и во сферата на образованието пред се, бидејќи образованието во голема мера не ги адресира овие прашања, знаеме дека во образованието има сегменти, има предмети кои се занимаваат со образование за човекови права, има обиди за предмети за медиумска писменост, има за дигитална писменост, но тоа не е инфузирано или интегрирано во целиот образовен систем. Значи имаме голем проблем во сферата на образованието. Од друга страна, проблемот е на ерозијата на општествените вредности интегрално. Значи сега да не влегувам во таа тема што се значи и колку е важно семејството што прави во однос на воспитувањето на децата. Имаме многу проблем со насилство во училиштата. Значи од каде доаѓа тоа насилство? Сакам да кажам, значи она што го гледаме како манифестација, говорот на омраза на социјалните мрежи е резултат или рефлексија на нешто што е проблем во нашето општество и нам ни треба поширока дебата за да можеме со вклучување на сите институции за да можеме да ги адресираме тие прашања. Втор проблем исто така е што имаме ние инфраструктура, имаме систем, имаме институции, атмосферата против говорот на омраза е потолерантна, подемократизирана е сега последниве години, но она што мислам дека е проблем што недостасува координираност меѓу тие институции и се разбира некои институции се нефункционални како на пример Комисијата за борба против дискриминација која е клучна институција која нема избрано нови членови и знаеме како функционираше таа во минатиот период. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.